Подпредседател, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност во врска со точката на дневен ред, која што ја имаме на денешната седница, а тоа е Законот за минималната плата. Мојата политичка партија ВМРО ДПМН, пратеничката група, вклучително и јас, веднаш на почетокот да кажам дека ќе го поддржиме и ќе го гласаме овој закон за минимална плата. Воедно сакам да изразам и жалење што владеачкото тенко мнозинство го одби, односно не ја прифати нашата амандманска интервенција со цел да не се дозволи така наречената урамниловка, односно изедначување на платите и демотивација кај вработените кои имаат поголеми работни обврски и сложеност на работните места. Односно, со амандманот баравме усогласување на колективните договори со новата минимална плата од 18.000 денари. Очекувавме тенкото владеачко мнозинство да излезе во престрет на барањата и платите на наставниците, на здравствените работници, на културните работници, но и на сите вработени во приватниот и јавниот сектор да пораснат сразмерно со новата минимална плата. Амандманот го предложивме заради почитување на начелото на еднаквост, правичност и справедливост на сите вработени, согласно сите акти на Меѓународната организација на трудот и европските нормативни стандарди. Работникот има право на минимална плата утврдена со закон и колективни договори. Со порастот на минималната плата потребно усогласување на износот на платите на сите нивоа, по групи, подгрупи, на сите вработени и согласно актите на систематизацијата кај работодавачот. Секој вработен, почитувани колеги пратеници, има право на сразмерна плата согласно вложениот труд, стручните квалификации, искуството и образованието. Со ваквиот амандман кој што така лесно го одбивте, односно со нашиот предлог амандман за скалест раст на платите заради растот на минималната плата, ќе се обезбедеше еднаков третман на сите вработени, ќе се зголеми продуктивноста, а воедно ќе се зголемеше и ефикасноста кај сите вработени. СДСМ и владеачкото мнозинство ја лажат јавноста кога зборуваат дека со законот за минимална плата не може да се врши усогласување на платите во сите сектори. Дрска и непримерна е лагата која што беше искажана овде од говорницата од страна на министерката за труд и социјална политика, која што за жал денес не е тука, кога кажа дека со законот за минимална плата не може да се врши усогласување во сите сектори, затоа што тоа е предмет на колективни договори. А доказ за тоа е членот 8 од законот за минимална плата. Внимателно ја слушав министерката во нејзиното експозе и во еден дел таа кажа дека ваквото решение било прифатливо за сите, што не е точно. Да, прифатливо е за нас тука, за пратениците, ќе дадеме поддршка. Зборувам за пратениците од опозицијата. Но треба да знае министерката и владеачкото тенко мнозинство дека има голем гнев и несогласување кај претходно набројаните дејности на вработени. Тоест, поради така наречената урамниловка, што ќе биде офатена само за одредена категорија работници. Почитувани колеги од власта, мора да има корекција секаде. Мора да има поголеми плати за сите вработени. Потребно е поопсежно зголемување на платите. Со неприфаќањето на амандманот, вие сте против поголеми плати во сите сектори. Пари има. 160 милиони евра е потребно за скалестото покачување на платите во администрацијата. Амандманот кој што го предложивме, финансиски импликации се 160 милиони евра. Исто колку што сега трошиме за енергетската криза, а сето тоа поради неспособната, непланското работење, катастрофалното менаџирање со енергетските капацитети од страна на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Ако не се краде, пари има и ќе се најдат. Не може да има пари за тендери, а да нема пари за народот. Владата ја има промашено мерката за помош на стопанството. Истата мора да се прошири за да се офати што е можно да се офатат што е можно повеќе работници. Со ваквиот начин на кој што е дизајнирана мерката се помага, почитувани граѓани, со 1900 денари на отприлика 60.000 вработени.
што примаат плата до 15.300. Ама не се помага. Не помага на повеќе од 100.000 работници кои што земаат плата со 18.000 денари. Не може само минималната плата да расте. Бидејќи тогаш, ќе посочам еден пример. Вработени, например, во управата и правосудството, со пониско образование, ќе имаат 18.000 денари и за тоа се сложивме. Уште на почетокот го кажавме. И со работниот стаж, кој што се додава на нето платата, ќе имаат повисока плата од вработените кои што се со високо образование. Но да се вратиме во реалност, каде мора да констатираме дека државата ни е се посиромашна и посиромашна. Македонија се наоѓа во првите 5 најсиромашни земји во Европа. Во моментов на територијата на Република Македонија има прогласено 4 кризни состојби: здравствена, енергетска, економска и гасна или топлинска. Продуктивноста опаѓа во овие 5 години од кога е на власт Социјалдемократскиот сојуз. Затоа што трупате партиска војска, партиска администрација, а за нивните плати и надоместоци директно или индиректно го зголемувате јавниот долг, кој пак јавен долг потоа го покривате со скапи кредити, со скапи заеми, со високи камати. Со што ја втурнавте државата во должничка криза. Корупцијата е на највисоко ниво. Драстично растат трошоците за живот. На дело е ударот на инфлацијата која што го достигнува веќе 6,7%. Секој четврти граѓанин на Република Македонија живее во сиромаштија. Кога зборуваме за електричната енергија, ја покачивте цената на електричната енергија за 9,5%. Горивото исто така отиде во плафон. Парното, топлинската енергија за 14% покачено. Цените на основните продукти за живот драстично се зголемија. Да направам една мала споредба за основните продукти за живот. Лебот, во просек век на леб од 750 грама во Германија чини 0,85 евра или 51 денар, а францускиот багат 0,60 центи или 36 денари. Кај нас истиот таков леб чини 27 денари, а некаден достигнува и до 39 денари, се извинувам. Маслото за јадење до пред година-две беше 50-60 денари. Сега во моментов е 90 и повеќе од 90 денари. Дали знаете дека во последните 4-5 години од кога сте на власт во Република Македонија се затворени преку 28.000 правни субјекти? Тоа ја отсликува неспособноста на власта да создаде нормални економски услови и економска клима. За 40 дена ја задолживте државата за 160 милиони евра, а за неполни 2 години 1,6 милиарди евра. Со овој закон, според мене, сакате да купите социјален мир, односно се купува социјален мир. При тоа економијата ни е во слободен пат. Поради сите овие причини, кои што ги набројав до сега, ние ќе го поддржиме овој закон, иако со жалење ќе констатирам дека не го прифативте амандманот кој што ќе беше добар за сите вработени и ќе имаше усогласување на платите, односно со растот на минималната плата ќе растеа и другите плати. Решение исто така морам да потенцирам дека има. Намалете ја корупцијата и криминалот во вашите редови во власта. Намалете ги даноците и акцизите на енергенсите, на горивата и така натаму. И на крај, главното решение е заминување на оваа криминална власт за спас на Македонија. Благодарам. Реплики нема.